Цице, само да му принесам импресија на Дејан Крле заедно со нас ке зборуваме, ама ми кажа дека дело од оние кои што учествувале биле и нејзини пријатели, па велат дека одлично сте поминале. Значи вие сте оствариле Дејан својата цел. Да, да, точно. Многу беа задоволни и учесниците, и волонтерите од целиот настан. Секако и ние како организатори. Сега, пред да отидеме до овој дел викенд и што се случуваше тука или малку погоре од тука, за почеток на маратонот кој што го, како ми рековте, ви треба од 3 до 6 месеци за една подготовка, да позборуваме малку за тоа здружение на граѓани кои што се собраа и создадоа Трекс. Да, Трекс во скратеница од Trail Running Extreme. Ние сме здружение кое неофицијално започна во 2011 година, меѓутоа официјално се здруживме во 2014 година и организираме трки во планинско трчање. Нашиот основач, Трајче Панковски, ја почна да организира првата трка кај нас во 2011 година, Крали Марко Трейлс во Прилеп, и од тогаш веќе имаме 4 до 5 настани годишно, каде што го промовираме активниот начин на живот и ја зголемуваме свеста во јавноста за зачувување на природата. Супер, да, ќе позборуваме и за тоа, но мене ми е многу важен еден дел кој што ми го споменавте пред овој линк, нели, да ги упатиме луѓето што е она што се истражува, освен што се истражува некоја рута која што треба да се, нели, да се истрча. Водно матка. Но има нешто што значи средновековие и што значи дека некогаш матка всушност била и таа мала Света Гора. Да, значи ние кога ја обмислувавме оваа трка, се водевме од тоа дека ова е наше место кај што секојдневно тренираме, меѓутоа изобилува со огромно културно историско богатство и затоа од секој значи се трчало водно матка или се организирале планински маршрути или пак национални првенства во крос кантри трчање, меѓутоа ние одлучивме да обработиме и туристички аспекти и затоа на тркачите им нудиме една авантура низ скопското средновековие, ајде така да го било онаа должина од 40 километри, поминува низ 4-5 манастири и стари свети места и така правиме една интересна обиколка за покрај тоа што го нудиме водно како уникатна природа, така да се изразам, која што е и делумно природна, меѓутоа и делумно интервенција од човекот, како што знаеме се ова, нели, садено пред 50 на години, така што од друга страна и уживајќи во природата се запозна и историското богатство на Скопскиот регион конкретно. Колку луѓето знаеа дека тоа тамо било, не знам, калето било разрушен манастир, па било место каде што Крали Марко некогаш, нели, се обидувал да направи нешто, или ајде објаснете ни повеќе. Значи има неколку точки кои што се важни. Ако кога сте во Скопје, да речеме, на плоштадот и погледнете на ваша десна страна и ќе го видите последниот врв од водно кој што е над езерото Трска, тој се вика Треска, да, се извинувам, тој се вика Кале, и тој на самиот врв има остатоци од средновековна тврдина во која што крале Марко и неговите предци потомци не живеле туку, битисувале, така да кажам, и служела како заштита на кањонот Матка, која што била позната како мала Света Гора, била особено значајна во тој период. Имаше потреба да им кажувате на луѓето кои што трчаа? Па да, например, на нашиот вебсайт и во материјалите и преку комуникацијските канали ние се тоа го потенцираме и го објаснуваме за да сепак се има представа каде се трча. Особено, ние од Македонија можеби знаеме повеќе, сме биле повеќе пати на матка и од Скопје, може и секој викенд одат луѓе, меѓутоа странците навистина не знаат. Да, и затоа сметаме дека наша должност е буквално да им објасниме каде се наоѓаат, каде ќе поминат и зашто е тоа важно и интересно пред се. Зошто има толку многу историја таму некаде и секаде околу нас, така некако, нели Дејан? Да. Се враќаме сега на маратонот. Ми рековте 3 до 6 месеци. Што е се она што треба да се направи за да биде се под конец? Па сега оваа година беше пета јубилејна и можам да признам дека се поедноставно и поедноставно е. Да, нормално да, и подобро, меѓутоа и поедноставно. Веќе имаме утврдени патеки кои што првата година
ги обмислувавме, ги испитувавме, па во текот на секоја година може по некој мало делче менуваме кај што гледаме дека не функционира, а и добро е за да се заштитат самите патеки да се ротираат од време на време затоа што се со 500 односно со 500 рала патеки кога поминуваат многу се уништуваат и заради тоа Треба да се внимава. да се ревитализираат, да, треба да се Колку внимава. учесници имаше? Имаше пријавено 513 учесници, што е некој добар просек за овој настан. Од секогаш, уште од првата година буди волкав интерес и е на некој начин и лимитот на нашите организацијски можности во поглед на човечки ресурси. На неколку патеки се трчаше, така, во Да, повеќе да. километри. Имаше 3 трки од 10, од 27 и од 40 километри. За прв пат годинава е таа од 10, бидејќи вообичаено на нашите трки се за 18 плюс и сакаме од годинава да ја промовираме планинското трчање кај младинците и затоа направивме трка од 10 километри кај што поканувавме 13 плюс младинци да учествуваат, па се надевам од година во година ќе се зголемува таа бројка, да. Така е, да. Кој беше најдобриот на 40 километри ден? На 40 километри беше еден наш драг пријател од Косово, Ерзен Зиберај. Тој е еден од најуспешните, да ги наречам, западно-балкански планински тркачи и очекувано победи. Во недостиг на нашиот шампион Дејан Ангеловски од Охрид, кој за жал беше повреден и не учествуваше, да. Докаде е Дејан на тие патеки? Во- Докаде сте? Каде сте во трката? Или учествувавте така? Јас не учествував. Не, јас Зошто? па не е можно. Како организатор не е можно. Не е можно. Не е можно. Нема медала, има како јабака да се ставите сами. Да. Така е, да. Сега, кога сме кај тоа, имаше и забава, така? Имаше и забава и таму некаде. Може ли да ни кажете само кусок, како што ми објаснивте, како изгледаше, например, рутата од 40 километри? Значи, ние оваа година, претходните години стартувавме долу од полиција под ножете на Водно и финиширавме на врв Водно. Меѓутоа, од логистички аспект, тоа малку ни беше потешко и затоа од оваа година решивме да промениме и стартот и целта да бидат на едно место, а тоа е во Црвениот крст на Средно Водно. Во близина. Да, Даре Бомбол. Огромна благодарност до нив и за нивниот ангажман. Така што направивме еден концепт каде што стартот ќе биде на едно место, како што учесниците стартуваат, ние веќе од стартување се преориентираме кон финиширање. Така што тие кога финишираат на целта имаат еден шатор со окрепна станица кај што можат веднаш да се одморат и да земат храна да ги надоместат потрошените калории. Потоа имавме неколку штандови на нашите верни спонзори да ги представат нивните услуги и производи и потоа имавме храна веганска и месна, да речем бургерска. Нормална имавме забава со бенд во живо за да го обележиме 5-годишниот јубилеј. Тоа тука го правиме за прв пат бидејќи имавме услови и се надевам дека ќе продолжи како традиција, да. И потоа рутата се селеше како вие, нели пред тоа ја обележавте некако, така некако. Ние за обележање на рутата користиме едни метални знаменца кои што се рефлективни и на секој 50 на метри ги забодуваме во земјата, да. Така што без разлика што на Водно може да има илјадници патеки или на било која планина, ние точно одредуваме по која патека мора да се движат без да кратат или без подолго да поминуваат. Значи точно треба да се помине. Така е, ве прашав и пред ова дека ако имаше дождец, тоа е можеби и подобро за трчање. Да, едно време за време на трката помеѓу 11 и 12 ми се чини дека беше заврна скоро на целиот потек на Водно дошти повеќето учесници ми рекоа дека тоа им беше добре дојдено бидејќи ги освежи, да, и од напорните искачувања им ја врати енергијата, им ја спушти температурата. Супер. Ова е супер можност за сите да видиме што е она што ни се случува во близина, а можеби никогаш не сме го искусиле како таква убавина. Нели супер можност да кажеме или докажеме и покажеме пред себе си каде сме и до каде сме на тој пат. 10, 27 или 40 километри, но и уште нешто е важно. Кога е трикс во прашање, велите секоја година овие медали, нели, имаат никакво обележје, кое што значи дека е висока вашата свест за почитување на се она што значи природа. Да, значи ние нашите настани ги правиме во природа и на некој покрај тоа што правиме се да ја заштитиме, односно да не оставиме трак
преку организација на настаните, се обидуваме и на некој начин природата да ја презентираме визуелно пред пошироката јавност. Така што за секој ја наша трка секоја година има посебен символ или визуелен креативен концепт кој што го представуваме во јавноста. За оваа година можете да ни кажете прво за другите години, па со оваа година ќе Да. завршиме вака, како што се договоривме. Значи ние пред неколку години започнавме со пеперутка, бидејќи многу ги има, потоа имавме диво прасе, бидејќи наводно многу ги има, а оваа година го искористивме инсектот еленче, кој што го има многу наводно и го има во сите дабови шуми, и тоа е всушност еден рециклатор на природата, бидејќи ги јаде трулите трупци и со тоа ја разградува органската материја. И затоа оваа година на сите наши брендирани материјали од трката, вклучувајќи го и медалот, го вклучивме и еленчето. Така. И како беше, како се договоривме ден, како завршуваме, вие со маската, јас со ова, така? Да. Еве за крај, што можете да очекувате ако бевте дел од маратонот?